Комисијата за заразни болести на денешниот состанок констатирала дека има зголемување на бројот на позитивни случаи на COVID-19 во однос на минатата недела и тоа за 65,8%. Воедно констатирано е дека нема зголемување на бројот на хоспитализации. Во моментов се хоспитализирани 10 пациенти со COVID и нема зголемување на бројот на смртни случаи. Стои во соопштението од Комисијата за заразни болести. Очекувањата се дека пораст на нови корона случаи доправа ќе има. Навистина, последниве неколку недели повторно се актуализира темата за COVID-19, со оглед на тоа што и во нашата земја, но и на европско ниво, се следи едно константно зголемување на бројките на пациенти со новооткриен COVID-19 и првичните анализи покажуваат дека тоа најчесто се должи на подваријантите на Омикрон BA4 и BA5, кои што се многу позаразни во споредба со самата оригинална Омикрон варијанта, од една страна. Од друга страна, имаат можност да го заобиколат имунитетот, претходниот имунитет кој што го стекнале со прележување или со вакцинација. За илустрација, во Албанија за само еден ден регистрирани се 500 новозаразени, а во Грција дури 20.000. Ова повторно ја актуализира темата на заштита и самозаштита, а од комисијата ги споменуваат и маските. Земајќи го во предвид трендот на зголемување на позитивните случаи од COVID во соседните држави и светот, потсетуваме на обврските за задолжително носење маски во здравствените установи, згрижувачките установи, аптеките и јавниот превоз. Велат од комисијата. Оттаму дополнително препорачуваат до граѓаните да бидат совесни, да го заштитат сопственото и јавното здравје и да ги користат општите мерки за лична заштита, а тие се заштитна маска, одржување растојание и одржување на лична хигиена, особено при посета на затворени и невентилирани простории. Во моментов во државата има 750 корона позитивни пациенти, од кои 30 се во Штип, Кочани, Делчево, Берово, Пробиштип и Свети Николе. Состојбата со COVID инфекциите внимателно се следи и во зависност од промените ќе бидат донесени и соодветни препораки.